Председателот на Собранието Трајко Велјановски денеска повтори дека нема уставни можности да свика седница на распуштено собрание. Ја следам ситуацијата во Македонија овие 2 дена. Запознат сум со случувањата и сите тие барања пред собранието и за самото собрание и би сакал да го повторам оној општ познат став што го имав досега искажано и јас немам уставни можности да свикам седница на распуштено собрание. Тоа е основното правило на еден уставен и правен поредок на која било држава вклучувајќи ја и Република Македонија, изјави Велјановски. Инаку Велјановски ја предводи македонската делегација во Рим по повод чествувањето на Свети Кирил. Според роковникот за извршување на изборни дејствија, денеска почнува изборната кампања за предвремените парламентарни избори за 5 јуни. Изборната кампања ќе трае до 3 јуни во 24 часот. Државната изборна комисија за учество на изборите на 5 јуни ја потврди само кандидатската листа на ВМРО ДПМН и коалицијските партнери. Комисијата за денеска најави работен состанок на кој ќе се расправа има ли потреба и уставен основ комисијата да продолжи со работа откако и формално на изборите ќе учествува само листата поднесена од ВМРО ДПМН. Иницијативата е на членовите на комисијата од ДУИ и СДСМ, а од исходот на денешниот состанок ќе зависи дали ваквата точка на дневен ред ќе ја има и на официјалната седница на ДИК. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски верува дека мора да има избори за да се стави крај на наметнатите деструкции, вандализам на улиците и омраза меѓу граѓаните. Во моментов ова би ја нарекол хибридна влада, бидејќи министрите од опозицијата се во владата кои не потпишуваат документи, не се појавуваат на владени седници, а тоа не е функционирање на еден министер, вели Мисајловски за Радио Слободна Македонија. Тој очекува 5 јуни да покаже дека граѓаните, како што вели, едва и чекале да запре сценариото на СДСМ и дека верува во ВМРО ДПМН и ги поддржува позитивните политики. 5 мина обвинети во случајот Келија ја признаа вината на денешното рочиште во Скопскиот кривичен суд. Обвинети дека учествувале во странски војски или паравоени формации, предходно делото го признаа и други 6 мина обвинети. Судот во среда треба да ги изрече казните за 5 мината обвинети во случајот Келија. Обвинителот побара обвинетите да се прогласат за виновни во согласност со законските одредби, додека пак од браната побара судијата да ги земе предвид сите олеснителни околности и да им изрече поблаги казни. Бензините од ноќеска на полнок се поевтинуваат за половина денара, дизелот и екстра лесното масло за домаќинство остануваат непроменети. Согласно најновата одлука на регулаторната комисија, Евросупер БС95 ќе се продава по цена од 62 денари за литар, а Евросупер БС98 по цена од 64 денари за литар. Цената на дизелот останува иста и ќе изнесува 47 денари за литар. Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во интервју за весникот Катимерини и коментира дека во Македонија се уште не се созреани условите за да може да се прифати компромисно решение за името. Што се однесува до спорот за името, сметам дека треба да созреат условите кај соседната држава за да прифатат еден суштински компромис, вели Кодзијас за Катимерини. Тој на почетокот на април имаше средба со медијаторот Метју Нимиц за името и според неофицијални информации заклучоците биле дека нема очекувања во брзо време да има драстичен напредок во преговорите. Медијаторот самиот неодамна посочи дека ќе ги реактивира преговорите, но како ќе завршат изборите во Македонија. Најмалку 4 лица се повредени досна синоќа при експлозија во Истанбул. Според турскиот весник Милиет, експлозивната направа била поставена под мост во истанбулскиот кварт Малтепе. Повредените се хоспитализирани и ниту еден од нив не се наоѓа во критична состојба. Безбедносните сили го блокирале мостот за движење веднаш по силната експлозија.